Благодарам подпредседателе, почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност и медиуми. Денес зборуваме за предлог на закон за изменување и дополнување на законот за минерални суровини по скратена постапка. Овој закон е предложен од 12 колеги пратеници од ДУИ, врз основа на некаков договор кој што никој го нема видено, се со цел да се скрати постапката за добивање на концесија за експлоатација на минерални суровини, а во постоечкиот закон, досегашниот, постојат тие брзи постапки, меѓутоа, доколку институциите во државата работат професионално и одговорно, тоа може да го направат и нема да имаме носење на вакви штетни закони од страна на владата. Значи, измените и дополнувањата на Законот за минерални суровини предвидуваат усогласување на одредбите на законот со одредбите на Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурниот коридор 8, делница Тетово-Гостивар Букојчани и проектот за автопатот Требеништа-Струга-Ќафасан и коридорот 10Д, делница Битола-Прилеп, во делот кој се однесува на доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини за изградба на државни патишта, општински од национален и стратешки интерес. Сакам едно да кажам, дека ние не сме против градење на автопатишта, тоа многу пати го докажавме во изминатиот период, поднесувавме колку пати амандмани за патот Битола-Прилеп и сега се прашувам како тогаш патот Битола-Прилеп или патот Битола-Меджитлија не беше од национално и стратешко значење и сега наеднаш после овој договор за да носите вакви штетни закони за државата, за да може некој да си зема провизии од овој договор, па се на брза лента со европско знаменце, спротивно на устав, спротивно на мислењето на Европската Унија, спротивно на Државната комисија за спречување на корупција, си носите вакви штетни закони. Јас сакам да прочитам што се спаѓа во минерални суровини за да слушнат граѓаните на Република Македонија. Знам дека знаат, меѓутоа сакам да повторам. Минерални суровини се енергетски минерални суровини, сите видови фосилни јаглени, јаглероди во цврста течна гасовита состојба, радиоактивни елементи, уран, сите видови битумозни шкрилци и така натаму, металични минерални суровини, железо, манган, никел, хром, олово, техногени минерални суровини кои настануваат во процесот на преработка на енергетските и металичните минерални суровини, вклучувајќи го и јаловинскиот отпад кој настанува при експлоатација и преработка на архитектонско украсен камен, неметални минерални суровини, варовник, доломит, кварц, кварцен песок, лискун, дистен, базалт, графит, перлит, гипс, архитектонско украсен камен, мермер, гранит, оникс, базалт, цианит и така натаму, минерални, термоминерални, термални води, минерални води и газ CO2, песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела и така натаму. Тоа се сите минерални суровини кои што можат да ги експлоатираат оние кои што ќе работат на овој проект 6 месеци откако ќе се заврши проектот. И сега се прашувам, што ќе му прават тие на тие минерални суровини после нивната експлоатација? Дали ќе ги продаваат? На кого ќе ги продаваат и зошто ќе им требаат тие минерални суровини ако веќе проектот е завршен? Ама образложението за ова е дека тој ти бил политички проект од национален и стратешки интерес во кој
Вие го жртвувате природното богатство на државата. Значи, со измените на законот, со една од одредбите од законот, се овозможува изведувачот да може да копа каде и колку сака, без дозвола од надлежните институции. Се избегнува член 14, каде што се добива мислење од Министерството за животна средина, од Министерството за шуми, од локалната самоуправа, од Министерството за транспорт и врски, дури и по 6 месеци по завршувањето на работата на коридорот, да можат тие што добиле одобрение да ископуваат. Ова го има само кај нас и само со вас. Како станавте толку експедитивни, не можам да разберам. Само за 14 дена ќе доделувате концесија за експлоатација и тоа, замислете, изборот го прави Министерството за економија, тоа му го дава на Министерството, до владата и одлучува председателот дека понатаму може да се добие концесијата. Дали, се прашувам, вие ги штитите националните богатства на државата со овој закон, точно го потврдувате спротивното, дека воопшто не се интересирате за тоа. Знаете како сите европски земји ни даваат епитети дека сме најкорумпирана и најкриминална држава и влада, уствари, каде граѓаните имат 3% доверба во судството, а вие со овие закони и понатаму ќе ја генерирате, односно ќе ја стимулирате корупцијата. Вие треба да работите во интерес на граѓаните и ако така работевте досега, за овие 6 години ќе имавте барем еден автопат ваш, проектиран, започнат и завршен. Од тоа ништо не видовме и нормално тој од стратешки национален интерес, така зборувате. Меѓутоа, како работите во интерес на граѓаните кога ги оплячкавте граѓаните на сметка на поединци кои што си размислува дека утре со парите што ги украдија ќе си ја купат слободата. Значи, самите измени во Законот за минерални суровини генерира криминал и корупција. Поднесовме амандмани, со еден од амандманите побаравме да се избрише членот 2 од предлог измените, во кој се предвидува кратење на раковите во кое владата може да одлучува за концесија за експлоатација при изградба на патните коридори од стратешки интерес. Меѓутоа, вие ги одбивте амандманите, значи, пак ќе кажам, постои опасност за минералните суровини да се дават без одобрение за градба. Со договорот со Бехтел и ЕНК и со вакви измени на законите ќе ја доведете и ја доведевте Република Македонија во должничко робство, затоа што цената на чинење досега, ваша предвидена, е 1 милиарда и 300. Замислете уште колку ќе кошта тој пат. Пример, ако има концесија на некој објект за кој што го нема газдата тука, па тоа ќе се пролонгира наредни 6 месеци, кој ќе ги плаќа тие пенали? Па граѓаните на Република Македонија. И слушам на телевизија, кажувате, започна исплатата кон Бехтел и ЕНК. Наместо да кажете, започна изградбата на дел од коридорите 8 и 10. Изградбата на овие коридори ја нема никаде, ама и парите на граѓаните ги нема никаде. Благодарам.